осветление во градинката и е тоа добро. Пошто ја мисля дека разум мора да навладее кај сите. Нема друг начин. Или со пренежување, организмот да створи имунитет, или со вакцина. Тие дека што кажа директор да има некои автоимуни е окей да не се вакцинира, мисля дека и медициналите дека предлагаа Светската здравствена организација, ама другите треба сите, да не треба сите, да. Имате деца во изолација? Да, имаме две групи на деца во изолација, 27 дечиња се, двојца негователи и еден воспитувач. На 15 им завршува изолацијата, значи од 16 веќе ќе почнеме да си функционираме. Тоа е за објектот тука, а додека во објектот еден горе немаме никакви проблеми. Значи и дечињата се присутни и вработени. Повеќето имат прележано веќе кај нас, ние околу 25% поминахме, така да има и некој имунитет. Моментално имаме и од кујната, исто позитивно вработен. Меѓутоа сите се со лесни симптоми, нема проблеми и надевам се дека во најскоро време ќе се екипираме максимално целиот персонал и ќе биде се. Во делу на позитивни дечиња, значи како имаме почнато со работа со градинката, само 4. Значи немаме некоја трансмисија на вирусот помеѓу децата, само помеѓу вработените поголем процент. Вакцинацијата е дел кој што многу значи во целокупниот процес. Првиот пат кога ни стигна допис за вакцинирање, јас им кажав на вработените. Многу е битно за економската страна на државата да функционираат градинките и ние да можеме да ги чуваме и изгрижуваме децата. И затоа секој оној кој што може да ја прими вакцината, задолжително да ја прими, бидејќи се штити сами од себе, ги штитиме децата, се заштитуваме од родителите и ние ги штитиме нив. И не да Боже, ако се случи нешто, да поминеме малку полесно. Имате ли проблеми после вакцинацијата? Нема. Ти кажува дека малку болка има во раката. Нормално, началник, това е убод кој, ама това се подноси, това е нормално. Ние бяхме предупредени дека ќе имаме некои симптоми, али за мене лично кажувам дека од тие сите симптоми што ни ги кажаа, немам ги. Значи главоболка, треска, температура. Температура. Меѓутоа од сето тоа ништо. Значи организацијата на ниво, многу сме задоволни од таму, од арената Борис Трајковски, како бевме примени, вработени лица, евидентирање, се на време, без застој. Прекрасно. Значи, вакцината за мене лично, значи моje лично здравје, здравје на овие мали души што работиме со нив и општествено одговорност спрема општеството, спрема народот, спрема родителите кои ги донесуваат децата на чување. Значи мораме оптимално да бидеме здрави за да ги чуваме децата нормално. И еден апел, ако може би дала на родителите, бидете здрави за вашите деца, затоа што никој повеќе нема да ги сака од вас. Тоа значи и за родителите. Значи, кога ќе бидат вакцините достапни до сите, треба сите да одат да се вакцинираат. Да бидат здрави за нивните деца, да ги донесуваат здрави кај нас, а ние здрави да им ги даваме. Тоа е многу битно. За мене е тоа вакцината, имунизација, која значи стварање на антитела и добивање на имунитет кој ќе не штити сите. Кај вас лично имаше ли реакции? Не, кај мене не, значи убодот е убод, нормално, тоа е како и секоја вакцина, не само за ковидот, и така, ни треска, ни главоболка, ни од тоа сетото што ни го кажаа таму дека може да ни се случи, нема ништо. Така. Благодарност до Министерство за здравство, за организацијата во Борис Трајковски, благодарност до вработените таму што не примија, што не упатија, на вистина безпрекорно.
Во тек е масовна имунизација во државата, која што представува клучна алатка за ставање крај на вирусот и на пандемијата со вирусот COVID-19, за да можеме да се вратиме во нормалните текови на живење. Овде денес сум во посета на детската градинка Весели цветови во Делчево и ме радува фактот што воспитувачките и негователките се имунизирани, со што се создадени безбедни по здравјето и услови непречени за работа на детската градинка. Во натамошниот период ќе бидат вакцинирани и останатиот персонал од оваа институција, така да непречената работа верувам дека ќе продолжи и нема да имаме ниту деца, ниту родители кои што ќе бидат потоа во самоизолација. Според националниот план, националната стратегија за имунизација во нашата држава, во отклучната инфраструктура на институциите во Делчево се вакцинирани околу 300 вработени, тоа се дел од полицијата, детската градинка, наставниците кои што одржуваат настава со физичко присуство, сите здравствени работници и скоро сите ја имаат примено и втората доза на вакцината, така да во наредниот период ќе бидат вакцинирани, ќе биде вакцинирано останатото население. И во наредниот период ќе имаме достава на вакцини, така да ќе има доволен број на вакцини. Апелирам до сите граѓани да се пријават за имунизација. Јас верувам дека сите вакцини се безбедни. Вакцинацијата е добра за нас, добра е за сите блиски околу нас и тоа е единствениот начин на кој што можеме да постигнеме колективен имунитет и да ставиме крај на оваа пандемија со вирусот COVID-19. Во изолација имаме две групи на дечиња, тоа се 27 дечиња, 2 негователки и 1 воспитувач. Изолацијата изминува на 15-ти, сега за неколку дена и од 16-ти веќе ќе можеме да почнеме да функционираме со сите групи и сите вработени. Многу важно за сите нас е да се вакцинираме. Пред се, сите мои вработени, сите родители треба да знаат дека вакцината е единствениот начин кој што може да ни ги олесни маките. Може би нема да спречи зараза или ширење на вирусот, меѓутоа може да ги олесни симптомите кои што се појавуваат после инфекција со COVID-19. Она што значи здравје за нашите деца тука и она што значи здравје за вработените во детската градинка го правиме да биде максимално исполнето. Редовно ги почитуваме протоколите и вработените и родителите, за што сакам да им се заблагодарам. И вакцинацијата на 13 вработени даватели на услуги за нас значи многу. Имаме уште 20 пријавени за вакцинација, тоа се административно-помошно-технички персонал и се надеваме дека според програмата на Министерството за здравство во некој догледен период и тие ќе бидат вакцинирани за да бидеме сите заштитени максимално. Сакам да напоменам дека исклучок од вакцинација има само кај оние вработени со автоимуни заболувања и со алергиски заболувања.